ИСАР има долг од 43 милиони денари, а планот за вработување до крајот на оваа и наредната година предвидува згрижување на партиски кадри, обвини на пресконференција советничката група на СДСМ Штип. Го прашуваме Здравков, зошто и покрај приклучувањето на хидросистемот Злетовица и намалената сметка за струја, долговите на јавното предпријатие ИСАР постојано растат. Дали оваа загуба се должи пред се на вдомување на партиски послушници и непродуктивно трошење со што се прави директна штета врз јавното предпријатие. И покрај загубата со која работи јавното предпријатие ИСАР, вработувањата постојано растат, односно во споредба со истиот период минатата година за цели 3 милиони денари пораснала ставката за нови вработувања. Најголем дел од долгот е направен во време на СДСМ при 5-кратно пониска цена на струјата и двојна на горивата и репроматеријалите, а нови вработувања во ИСАР нема, возврати директорот Трајче Здравков. За кредитот кој што го користеле, јавното предпријатие, односно ова раководство, и има платено 23 милиони денари главен долг и 2 милиони денари камати. Значи, за нешто што не сте го плаќале, јавното предпријатие овие 8 месеци има платено 25 милиони денари кредит. Одговорно тврдам дека јавното предпријатие сега работи домакински, партиски вработувања нема. Факт е дека минатата година во месец јули имало 350 вработени, сега се 320 вработени. Значи, ако има партиски вработувања, нема да имаме 30 вработени помалку за разлика од лани. Значи, сето тоа е сведено на едно домакинско работење, штедливост, но за жал ние не можеме да влијаеме на цената на електрична енергија, цената на нафтените деривати и цената на репроматеријалите.